целата измината година интензивната работа беше некаде од септември, октомври до крајот на годината. Меѓутоа, истражувањето на македонскиот театар подразбира читање на делото на Ристо Стефановски, така што јас можам да кажам дека цел живот сум била некако поврзана со овој материјал. Беше пргав, беше многу искрен, многу сакаше да работи, многу сакаше да истражува. Се беше важно за него во театарот, тоа колку чинел билет во одреден период, кој одел во бифе, каде се случувале работи. Се беше за него сликата за театарот во Македонија ја се сочинуваа сите тие детали, сите тие настани, анегдоти, освен се разбира драматургијата, самите процеси и проби. Ние имаме таков обичај да ги пишуваме, да ги правиме овие работи некако постхумно, како да не сакаме да ги урочиме луѓето додека се живи, а им даваме да го завршат нивниот животен век сепак, да имаме увид во се, а и дистанцата е некако важна. Оно што е многу важно е тоа дека на денот на театарот треба, според мене, треба да имаме представа која што е од македонски автор. Затоа падна изборот на мојот маж. Во моментов се подготвуваат две нови представи. Едната е Хеда Габлер во Дипзен во режија на Васил Христов, а другата е повторно на дело на македонска авторка Ана Трпеновска-Ристовска во режија на Иван Ангеловски. И овдека имаме еден убав спој, една убава симбиоза и во двете представи на актери кои што се подолго години дел од ансамблот и на ново примените актери кои што се дел од ансамблот последниот месец. Од Ристе прво би земала тоа што многумина во театрите не го посакуваат, а тоа е една работна дисциплина. Тоа му недостасува на македонскиот театар. Второ, би ја следела таа линија која што ја има во однос на македонските драмски автори и отварање простор на млади режисери. Она што мислам дека воопшто на македонскиот театар му недостасува во моментов и на што јас интензивно работувам, тоа е поврзување на театарот во копродукцијска мрежа со други театри од регионот. Јас инсистирам на тоа да се работат современи драмски автори и од државата, меѓутоа и од надвор, бидејќи современата драматургија сама по себе носи една поинаква естетика. И таа е таа која што го приближува нашиот театар до светските трендови театарски. Ние постојано бараме и упатуваме на тоа дека особено во сценскиот простор е потребно реновирање, затоа што таа техника е веќе достарена и е преку потребно да биде подновена. Морам само да потенцирам дека не сум за тоа дека овој објект треба да се сруши. Овој објект и овој простор овдека носи со себе една многу убава приказна, една многу убава атмосфера и не смееме да ја загубиме. При тоа не смееме да заборавиме дека овој театар е и објект на солидарноста.